работа, значи барам да се извинам, вистина оваа улица денеска кај се завоѓаме, долго време беше имаше проблеми, Идем со терена. Да се чуеме, маце. Навистина ситуации кои што требаше ги решиме со соседна општина, па имаше нели избори, тоа малку ги пролонгираше. Мене ме радува фактот што и добриот притисок и од граѓаните и од луѓето, пред се од поддршката и на советниците и тие што се од претходниот состав, од сегашниот состав, без разлика од каде, навистина правеа напори и притиска да оваа улица завршиме што е можно побрзо. Мене ме радува фактот што после, ако не се лажам, ќе ме поправите, после земјотресот е дојденото прво реконструирање на оваа улица. Има повеќе детали кои што сакам да ги кажам чисто да знаете дека после 63-та се реконструира околу 2700 метри квадратни после земјотресот, каде што е ставен нов тампонски слој и нов асфалт, значи скроз се реконструирана улица. Реконструирани се тротоари од двете страни на коловозот со ширина од 2,5 метри и површина од 1100 метри квадратни. Поставени нови радници во должина од 1100 метри. Поставена е нова атмосферска канализација во должина од 320 метри, нова фекална канализација, фекален колектор во должина од 650 метри. Сакам да ви најавам дека во наредната година планираме да со нови атмосферски фекални канализации во Маџар Мало да ги започнеме и завршиме петричка и белешка, за кои веќе изготвивме целосна документација, која ќе биде помине под ревизија проектот, ќе стартуваме да го направиме. Мене ми е најбитното од се, конечно да го донесеме и планот за деталниот урбанистички план за Маџар Мало, за да конечно овој профцентар да профункционира и да добие како што треба изглед, односно како што ќе одлучите вие. Ние имаме предлог идеи, се гледаме, контактираме и сакаме да го направиме на вистина како ќе си кажете вие, така да изгледа. Тоа ни е намерата, вие како ќе се одлучите во таква населба ќе живеете, ние само ќе гледаме тоа да го прекуртаме. Уште еднаш со среќа да ја користите.